Благодарам, господине Мицовски. Денеска, како точка на дневен ред, го имаме предлогот за именување на директор на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер. Функција, односно место, кое што треба да ги штити граѓаните за доаѓање до реални информации од институциите кои што ги водат раководни лица во моментот на СДСМ и кои, иако се повикуваат на транспарентноста, за жал ја имаме многу малку. Зошто го почнав мојата дискусија, односно мојот говор на овој начин? Затоа што оваа Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер има форма на која што работи и врз основа на која раководни лица, институции, функционери треба да дадат повратни информации врз основа на прашањата како на медиумите кои што ги поставуваат до нив за доаѓање до овие информации, така и на сите граѓани во Република Македонија. Моето лично искуство од оваа агенција во последните 3 години е незадоволително, од причина што имам поднесено повеќе од 10 информации од јавен карактер и на истите имам одговор на не повеќе од 3-4. Кога ќе одземеме процентуално тоа, значи институциите према Никола Мицевски, како граѓани на Република Македонија, имаат одговорено само со 30%. Кога ќе оставиме фактот дека се обраќам и како пратеник од Собранието на Република Македонија и како координатор на пратеничката група, и кога ние како лица избрани од граѓаните да ги представуваме, да ги застапуваме, меѓутоа и да вршиме надзор и сме некој коректив на работата на јавните институции во Република Македонија и не можеме да добиеме одговор на барани прашања од институциите во Република Македонија, што останува за некој граѓанин кој што би сакал да се обрати и да добие некоја релевантна информација за областа за која што е засегнат и за она што навистина му представува цел на интерес во моментот. Толку за транспарентноста и отвореноста на СДСМ и нејзините високи раководни функционери, кои што, за жал, морам да констатирам дека воопшто немаат намера да бидат транспарентни. Единствената транспарентност, во наводници, која што ја презентираат пред граѓаните и злегува од нивната фабрика за лажни вести и информации, и јас сум навистина зачуден што уствари работи тоа тело за борба против лажни вести и информации, кога во Република Македонија сведоци сме дека пиарот на владата и на СДСМ е пуштен на најако и Република Македонија, односно граѓаните на Република Македонија, на медиумите контролирани од владеачката гарнитура, гледаат само розови слики, иако реално во разговори со граѓаните гледаме дека не е така состојбата во Република Македонија. Немаме потреба ние да ги убедуваме граѓаните во тоа, затоа што секојдневно се сведоци на сето она што се случува во Република Македонија. Да биде иронијата поголема, Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер не треба да биде на никаков начин политизирана, односно таму треба
да нема луѓе кои што биле политички активисти и проактивни членови на политичка партија и најмалку што очекував е да предлог од типот на Пламенка Бојчева биде предлог за директор на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер. Зошто го зборувам ова? Гледајќи го CV-то на кандидатот за директор на информацијата, односно Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер, она што ми остави впечаток дека Пламенка Бојчева од 22.2018 до 28.2.2019 година, значи цела година е на политички позиции, односно раководител на сектор за работи на градоначалник. Немојте да пробувате да не убедувате дека функцијата раководител на сектор за работи на градоначалник во општина Аеродром во град Скопје е лице кое што не е политички активно и дека ова лице од 1.3.2018 до 28.5.2019 е секретар на општина Аеродром. Колеги пратеници, од СДСМ посебно, значи, иако е од вас, многу е. Имаме класична злоупотреба на институција во која што треба да работат професионалци. Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информации е институција која што врз основа на реакции од граѓани за недобиени информации од страна на одредена институција треба да реагираат неполитички, необоено, луѓе кои што ќе си ја завршат работата согласно надлежностите кои што ги имаат, а вие, Пламенка Бојчева, која што директно доаѓа од потесниот кабинет на градоначалник политичар од општина Аеродром, ја предлагате за директор на одредена институција. И кога друг пат министерот Манчевски ќе излезе по медиуми и ќе каже дека се деполитизира администрацијата и дека се деполитизираат сите стручни професионални институции во Република Македонија, како можеме да му веруваме кога директно член од информациите кои што ги имам на правната служба на СДСМ, жена која што активно работи во правниот сектор на СДСМ, ја предлагате за директор на една професионална институција која што треба да се грижи за потребите на граѓаните во Република Македонија. Меѓутоа, имајќи во предвид каков беше предлогот од страна на председателот на државата за член на судски совет, стручен соработник кој што нема еден ден работено во судската фела, односно нема напишено или донесено една пресуда, да оценува работа на врховни суди, да оценува работа на уставни суди, да оценува работа на суди кои што судат во повисоки судови и повисоки инстанции, сосема ми е јасно и очекувано да ваков предлог дојде од СДСМ. Затоа, колеги пратеници, би ве замолил, кога зборувате за деполитизација на институциите, да бидете малку повнимателни, затоа што предлогот за директор на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер, Пламенка Бојчева, ви доаѓа од партискиот штаб од Бихачка. Немате аргументи, немате изговори, затоа што
Овој екземплар е типичен пример на начинот на вашето работење, начинот на вашето владење и начинот на она како ја практицирате власта во Република Македонија. Реплика. Ви благодарам и на вас. Повеле.